И во услови на пандемија во сите образовни институции во општина Тетово во текот на зимскиот распуст се реализирале градежни активности. За надлежните стана практика училишните паузи да се искористат за спроведување активности за подобрување на условите во училиштата и квалитетот на наставата, вели раководителот на секторот за јавни дејности при општина Тетово Ахмет Ќазими. Оваа година ќе се инвестира и во средните училишта, каде имаше застој поради долговите. Веќе може да почнеме и со период на инвестиции во средното образование, затоа што претходните 7 години ни беа малку потешки во средното образование, имајќи го предвид долгот што беше наследен, но веќе се консолидиравме финансиски и за средните училишта и веќе од оваа година со буџетот на 2021 година тргнуваме код еден инвестициски период и во средните училишта и на овој начин да го заокружиме тој циклус на модернизација на образовните институции, почнувајќи од предучилишното образование во градинките, каде што се реализира реконструкција во сите градинки, моментално се врши реконструкција и на градинката во спортски центар. Веќе основните училишта во сите училишта се реализираа градежни инвестициони активности. Имавме проблеми со плаќањето на долговите во училишта во Гоце Делчев, но веќе од оваа година со крајот на фискалната 2020 година и тоа училиште е со нула долгови и во 2021 година и таму се предвидени инвестициски работи да се реализираат. Според Ќазими, првото полугодие во општина Тетово во услови на пандемија заврши успешно. Имало мал број заразени ученици и наставници. Онлайн наставата пак завршила со над 90% реализација. Процентот на реализација на онлайн наставата во средните училишта, како и во основното образование, каде што имавме процент над 90% на реализација на наставата, тоа не задоволува, дека имавме многу мал број на ученици кои што поради X причини не може да ја следат наставата. Во овој период на зимскиот распуст заедно со партнери од невладениот сектор, со ЗЕЛС и со ГИЗ имаме уште една донација што ќе биде распределена кон учениците со од ранливите групи, така да имаме се опфатност на следење на онлайн наставата во училишта. Успехот на учениците е задоволителен и во периоди на пандемија може да се каже дека имаме една успешна реализација на наставата досега. Во општина Тетово околу 3400 ученици следат настава со физичко присуство од вкупно 10.100 основци, додека останатите заедно со 6600 средношколци следат онлайн настава. Второто полугодие ќе започне на 21 јануари во четврток и ќе продолжи да се спроведува со комбинираниот модел.